Следна компанија која што ќе ни се представи е Upshift и ќе слушнеме од Никола Јордановски. Никола, повели ако си спремен. Здраво, здраво. Здраво, Никола. Извинувам што требаше секунда да се пуштам, секунда само да шернам скрин. Само секунда, се извинувам. Alright. Дали ми го гледате скринот? Се уште не. Еве го. Се гледа? Се гледа. Здраво, здраво на сите. Прво фала за поканата, за супер евентот. Да бидам искрен, мислам дека вакви почесто и за овој виртуелен вакви ковид времења би биле добро нешто. Нема да должам многу, ќе кажам на кратко за нас, кои сме ние, што правиме, кои ни се отворените позиции. Значи, за почеток, кои сме ние? Upshift, кој е Upshift? Upshift е ние викаме балканска компанија, е македонско-американска компанија, но основачите на истата се од балканските простори викаме. Јас, Алекс и Стив. Основана во 2016 година во Цинцинати и во Скопје. Upshift е on-demand staffing платформа. Што значи тоа? Многу често кога ќе го кажеме ова што сме ние, луѓе се како емоџито на Джои што беше претходно, па го објаснуваме тоа како дека ние нудиме решение на бизниси кои што имаат побарувачка во temporary staffingот. Што значи па сега? Тоа значи дека ако имаат потреба за привремено вработување, ние сме одговорот за нивните потреби. Тоа е за бизнисите, дека за апшифтерите им нудиме оваа гиг економија, поготово како што се развива понатака, да им дозволиме да бараат и да најдат работи многу лесно. Во текот на нашето постоење имаме во моментов отворено 17 физички канцелари, кои што headquarters, како што реков, ние во Цинцинати, додека development headquarters ние како што викаме на Upshift Engineering, ние токму овдека во Скопје во Дебармало. Имаме на 20.000 employees или апшифтери ние како што ги викаме. Тие се всушност корисниците на апликацијата, кои што заради нели како што функционира апликацијата се технички наши employees. Викаме дека we are disrupting the shift industry, the staffing industry one shift at a time. Our mission and our vision, значи нашата мисија, нашата визија всушност е да се изгради една од најголемите HR платформи во светот и да се дистрапне оваа индустрија како што го направиат Uber и Expedia во своите. Мисијата е да им помогнеме на бизнисите и на апшифтерите да ги најдат тие места кои што им се потреби и да изградиме новата генерација на работа. Некои примери за отприлика како изгледа тој, што е тоа што викаме да го промениме релјефот на индустријата. Тоа е порано travel agencies биле дефолт изборот нели за патување, сега многу често сите одат на Expedia. Такси индустријата беше тотално засенета од Uber. Ние веруваме дека стафинг агенцијата и џоб бордовите ќе бидат тотално засенети и ќе го смениме релјефот на истата индустрија со Upshift. Recruit IT ни е нашиот главен инвеститор. Recruit IT, за тие што не знаат, затоа и логото ги ставив, се всушност родител компанијата на Indeed и Glassdoor, мислам дека кои што се и застапени на овој пазар тука. Они ни се партнери, ни помагаат во растот и со нив затворивме рунда А инвестиција. Сега имаме резнато $4 милиони во првата рунда. И со нив заедно нели растеме партнерски, мислиме дека е солидно од помош, имајќи на ум дека ние сме нели the next следното решение за потребите на многу од бизнисите. We are hiring. Вау, имајќи на ум дека ова е job fair event, сигурно дека we are hiring. Тоа што сакаме да го кажеме дека сега сме ремоут, канцелариите како што реков ни се овдека во Дебармало, но минатава година како што е времето сме fully remote. Морам да кажам дека сме дефинитивно продуктивни while being safe at home и планираме дека така тоа ќе остане се додека не се разреши ситуацијава, затоа што свативме дека може и вака да се направи тоа, може и да се онбордаат нови вработени, може и да се регрутираат практиканти и сето тоа се додека е добро организирано во една транспарентна и базирана на доверба атмосфера, можеме да ги постигнеме истите резултати.
Upshift engineering environment. We hire the best, punch above your weight, and we make our own decisions. We hire the best, овдека сакаме да кажеме дека approachот за hiring ние we hire smart, we hire the best. Многу често нели се гледа портфолиото и каде се тоа, дали е сениор, каде се тоа работел кандидат, дали е сениор, джуниор. Малце сакавме да излеземе од таа комфорт зона и рекаме дека okay, we'll hire the best, секој кој што ќе го помине нашиот интервју процес, кој што ќе му биде еднаква шанса даена, ќе биде вработен, но потоа бараме да punch above our weight, бидејќи компанијава беше технички основана на punching above your weight, кога бевме нели многу мал тим до неодамна и веруваме дека постигнавме многу и се вроди тоа во нашата култура да punching above your weight се бара во ДНА-то на секој колега. Одлуките кои што ги правиме, ова често го викам, на англиски не самаца, we don't have a gray hair, сами си ги носиме одлуките, базирано повторно на доверба, нели овој Netflix пристапот, каде што everyone can make a decision, everyone can chip in, поготово во engineering делот, каде што овдека во канцеларијата секој тим е оунер на своето, и секој тим мембер може да превземе одговорност за својот дел од кодот или од софтверот, од системот или кој било модул од истото. Затоа што пак ќе речам, нели, ако базираме на доверба, кој што мислиме дека базираме на доверба, тоа ќе донесе многу големи резултати. Тоа е нешто Upshift Engineering Perks, Progression Framework, Innovation Space and Stock Options. Progression Frameworkот е нешто за кое што сме да речам солидно горди, затоа што веруваме дека секој треба да има кариерен прогрес кој што ќе биде детално прикажан и секој ќе знае каде е во моментов, како да стигне до следниот левел, но нормално не во форма на to-do листа, туку нудиме фреймворк кој што за секој одреден левел, например левел 3 engineer за да стигне до левел 4, овие се тие некои requirements кои што ќе треба да ги задоволи. Тие requirements ги дефинираме исто заедно. Веруваме во тоа дека секој може да допринесе со мислење како може тие исто да се формулираат, но многу е попрецизно кога знаат сите колеги и ние на кој пат да се движиме. За да стигнеме до одреден левел, веруваме дека не може она 9 to 5 работам PHP и цело време ќе работам PHP, ама после работа треба да најдам време за да учам нешто ново. Океј, да, тоа останува така, но во делот на културата ние викаме нешто се вика innovation space, и ова не е ништо ново, не многу компании го имаат, каде што им даваме на нашите колеги простор, innovation space, да иновираат со што сакаат и како сакаат. Сакаат да учат нова технологија, сакаат да свичнат од мобайл на веб, од веб на мобайл, нема проблем, еве го времето, све што треба, може и да се приклучи некој, значи може тим веќе да се формулира, еве го времето, еве ги ресурсите, иновирај, учи нешто ново, во тек на работно време, нормално, повторно, претходно организирани. Веруваме дека со ова нашите инженери и колеги, практиканти и нови колеги што ќе дојдат, ќе најдат некој простор каде што нема на работа додат само за да, нели, работа тоа на 9 to 5, туку бидејќи на работа го поминуваме поголемиот дел од денот и животот, па ако не можеме да растеме таму, да направиме некоја подобра верзија од самите себе, тоаш мислам дека е окей за плата, за great things, но сепак ако нема никаков growth заредно потушено време, па многу време посветуваме на овие progression and innovation моменти. Но попатно сето тоа нудиме и stock options. Тоа е нешто што секој колега, секој вработен има право на истото, а тоа е акции во нашата компанија, која што се заслужуваат, нели, како вработен дел од компензациониот пакет. Овдека со мали букви имам ставено along with the regular perks, имаме, нели, приватно здравствено, flexible hour, ама тоа goes without saying at this point во нашата индустрија. Во моментов имаме отворени позиции имаме Spring Software Engineering Internship, тоа што ќе треба да започне негде во мај, така да сите што сакаат да се практиканти или да, нели, чујат, научат нешто повеќе за нашава многу забавна индустрија, more than welcome да посетат нашата веб страна tech.upshift.org, каде што може да видат програмата и може да аплицираат за истата. Овдека намерно викаме software engineering, не викаме backend и frontend internship, затоа што веруваме дека кога ќе дојде некој кој ќе ги помине тие неколку фази на development на малце посложен систем со процеси и софтвер, можеби тогаш ќе може да одлучи кој дел сака од оваа индустрија да го нападне кариерно. Имаме backend software engineer и имаме frontend software engineer позиции кои што се овие се оние full time отворени.
Исто така може и повеќе детали на веб страната да видите. Тоа што исто сакаме да го кажеме е дека имаме fully transparent hiring процес, кај што секој што ќе аплицира ќе добие линк од нашиот application tracking software, кај што ќе може директно да видите каде во која фаза ви е статусот на апликацијата, дали сте во примерот на скриншотот, резимето е примено, првото интервју, technical interview, technical task, да речеме дека е некој задача ако има потреба да се решава, и на крај approved или ако не е approved, нели во која фаза. Сето ова е направено за да многу често кога бев јас од другата страна и аплицирав на работи и на пракси, идеја немав ни мейлот дали ми е примен, дали го прочитал некој, дали воопшто некој ќе се погрижи да ме исконтактира, и тргнавме со таа мисла дека и ова треба да се погрижиме дека сите кандидати знаат до кој левел се или до кој процент од процесот се, и го имплементиравме истото. Нашиот тек стек е солидно разновиден, значи имаме од PHP до React Native, Swift, TypeScript, Laravel, ние фреймворкот нели and so on. Он е Upshift Engineering, tech upshift.org, може да најдете и на Facebook, на LinkedIn, нели goes without saying. Ако имате некои прашања, слободно пишете ни, таму имаме и контакт форма и apply, копчето е таму, но исто така пишете ми на мене, nick@upshiftwork.com. Тоа е тоа. Фала ви дечки многу. Одлично, Ник, фала ти многу за презентацијата и што ни се придруживте денеска.